Утре истекува рокот за искористување на ваучерите за туризам, информира од Министерството за економија, од каде потврдува дека досега се искористени 61.648 ваучери за домашен туризам од вкупно доставени 100.336 ваучери пуштени на емаил адреси. Имењата на сите добитници беа објавени преку платформата Дома си е дома, преку која се реализираше мерката ваучери за домашен туризам. Гостите кои користат ваучер за домашен туризам ќе треба да бидат одјавени од сместувачките капацитети најдосна до 15 декември. Хотелиерите кои имаат гости што користат ваучери за туризам ќе треба најдосна до 18 декември до Министерството за економија да достават фактури за плаќање, пошто до крајот на годината ќе им бидат исплатени средствата од искористените ваучери, велат од Министерството за економија. Летово до Иран функционираше на ваучерите. Добар дел од сместувачките капацитети работе на овој принцип. Ова го потврди и градоначалникот Анго Ангов, кој смета дека ваучерите ја спасија туристичката сезона, при што смета дека овие ваучери треба да бидат дел и до година. Владата треба навистина да продолжи и следните години да издава повеќе ваучери и да го стимулира туризмот во нашата држава, бидејќи гледаме дека туризмот може да биде двигател и на економијата во нашата држава. Така што убави се овие мерки и ќе правиме заложби заедно сите ние туристичките места во нашата држава, овој тренд да продолжи и државата да ги помага посебно најранливите категории. Се надевам дека тоа ќе продолжи во еднина и нашите приватни капацитети ќе бидат задоволни од сите тие мерки кои што се носат и кои што служат за помагање на туризмот фактички во нашата држава. Од Министерството за економија за фактор велат дека во нивната програма за 2021 исто така има предвидено активно за издавање ваучери. Дополнително за износот на ваучерите како и начинот за издавање ќе се дефинира во самата програма. Имено од Министерството за економија појаснува дека согласно програмата за 2021 година се предвидува и издавање на ваучери и други проекти за опоравување од кризата со коронавирусот.